Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Драги слушатели, добри дојдовте во ова издание каде што ќе застанеме за момент, ќе здивнеме и ќе погледнеме во очите на најголемиот човеков копнеж, радоста. Живееме во ера на инстант задоволства, каде што среќата ни се продава како производ, како дестинација или како резултат на успех. Но сите знаеме дека штом ќе го постигнеме тој успех или ќе го купиме тој производ, радоста често исчезнува како магла. Зошто е тоа така? Затоа што ја мешаме среќата која доаѓа од надворешните околности со радоста која е внатрешна состојба на битието. Денес ќе истражиме како радоста станува наш штит во светот кој често е суров. И ќе слушнеме 3 приказни кои ќе ни помогнат да го прошириме нашето срце. Многумина смета дека радоста е наивна, дека само луѓето кои не разбираат колку е тежок светот можат да бидат радосни. Но вистината е спротивна. Радост е највисоката форма на интелигенција и храброст. Таа е свесен избор да не дозволиме темнината да победи. Во Светото писмо радоста не е само емоција, туку заповед. Радувајте се во Господ секогаш и пак ќе речам, радувајте се. Посланието Филипјаните, 4 глава. Да го забележиме ова секогаш. Тоа значи кога сме уморни и кога сме загрижени. Но како е тоа возможно? Ќе ви прераскажам една кратка приказна која го покажува токму ова. Еднаш, еден млад човек кој се чувствувал скршен од неправдите на животот, отишол кај еден стар пустиник. Не можам повеќе, рекол младиот човек. Секој ден ми носи само горчина. Мудрецот, без да каже збор, му подал на младиот човек една полна рака сол и му рекол: стави ова сол во една чаша вода и испија. Младиот човек послушал, го направил тоа и веднаш почнал да кашла и да плука. Премногу е горчливо и солено, извикал тој. Мудрецот тогаш го фатил за рака и го однел до брегот на едно големо, бистро планинско езеро. Сега, рекол старецот, фрли ја ова иста количина сол во езерото. Младиот човек ја фрлил солта, а мудрецот рекол: сега напи се од езерото. Дали ја чувствуваш солта? Не, одговорил младиот човек. Водата е сладка и превкусна. Тогаш мудрецот го погледнал право во очите и му рекол: болката и тешкотиите во животот се како чиста сол. Количината останува иста, но колку солен ќе биде твојот живот, зависи само од садот во кој ја ставаш болката. Кога страдаш, престани да бидеш чаша, биди езеро. Прошири ја својата душа со молитва, со љубов и со трпение, и горчината ќе се изгуби во твоето пространство.
Како да ја прошириме таа внатрешна чаша? Преку благодарноста. Благодарност е мускулот кој го шири срцето. Кога сме благодарни за она што го имаме, ние престануваме да бидеме жртви на она што го немаме. Радост е поврзана со мирот. Не можеме да имаме радост ако постојано војуваме со минатото или се плашиме од иднината. Радоста живее само во сегашниот миг. Во Новиот Завет радоста се представува како свесен избор и состојба на духот која не зависи од околностите. Во прво послание до Солунтијаните, 5 глава пишува: Секогаш радувајте се, молете се постојано, за се заблагодарувајте, зашто тоа е волјата Божија во Исус Христос кон нас. А во Филипјаните пишува: Радувајте се со Господ секогаш, и пак ќе речам, радувајте се. А во послание до Римјаните 12 глава пишува: Бидете радосни во надежта, во маката бидете трпеливи, а во молитвата постојани. Ќе ви прераскажам и друга приказна. Си бил еден крал кој понудил голема награда за уметникот кој ќе наслика најдобра слика на тема мир и радост. Многу уметници донале прекрасни дела, мирни шуми, зајди сонца, огледални езера. Но кралот застанал пред една слика која на прв поглед изгледала застрашувачки. На неја бил насликан огромен темен водопад за време на страшна бура. Небото било црно со молњи, а водата беснеела врз карпите. Но кога кралот погледнал поблиску зад водопадот, во една мала пукнатина во карпата видел едно мало гнездо. Во тоа гнездо седела птица, мирна, спокојна, со наведната глава, додека бурата беснеела околу неа. Кралот ја прогласил таа слика за победник. Зошто? Затоа што, како што рекол тој, мирот и радоста не значат да бидеш на место каде што нема бучава, проблеми или маки. Вистинската радост значи да бидеш во центарот на сите тие нешта, а сепак да го задржиш спокојот во своето срце. Тоа е моќта на духот, да пееш додека грми. Lord, the things I longed for never came to pass for me. I tried, I labored, I prayed so hard, yet every dream I held slipped through my hands. The path I wanted was closed before me, and precious love came to an end. But in that place I came to see I am not the master, you alone are Lord. Deep within the quiet of my heart, a gentle whisper reaches me, where you're wounded by my ways. Did the road I chose bring tears to you?
before whom winds and oceans quiet down, and every small step of mine you have always seen and held in love. Lord, you are still my joy. In all my days your goodness follows me. Lord, you are still my song. Your perfect plans unfold unfailingly. You rebuild me where I have fallen, and all my life I will worship you. Lord, you are still my joy. Forever I will praise your Во послание до Римјаните 15 глава стои: А Бог на надежта да ви исполни со секаква радост и мир во верата, па со силата на Светиот Дух да изобилувате со надеж. А Псалм 16 гласи: Ти ќе ми го покажеш патот на животот пред Твоето лице и исполнувањето на радоста. Во Твојата десница е вечната убавина. Постои уште една поучна приказна за еден човек кој постојано бил тажен. Една вечер во сон му се јавил ангел и му дал две кутии. Едната била црна, а другата златна. Ангелот му рекол: Во црната кутија ставајќи сите своји маки и таги, а во златната ставајќи сите своји радости. Човекот така и направил. По неколку месеци забележал нешто чудно. Златната кутија станувала се потешка, а црната останувала лесна како пердув. Љубопитен, тој ја отворил црната кутија и видел дека на дното има голема дупка. Сите негови таги паѓале низ неа и исчезнувале. Човекот го прашал ангелот: Зошто ми даде кутија со дупка за моите таги? Ангелот му се насмевнал и му одговорил: Златната кутија е тука за да ги чуваш спомените на среќата и да ги множиш. А црната кутија со дупка е милоста на небесниот татко. Таа е тука за да ги пуштиш болките да си заминат наместо да ги чуваш во себе. Денес, додека го слушате ова, може би имате своја црна кутија полна со грижи. Но ве охрабрувам. Пуштете ги низ дупката на заборавот и милоста. Фокусирајте се на златната кутија. Радост е вештина која се вежба. Таа е светлина која ја носиме со себе за да им го осветлиме патот на другите. Нашата радост не е само за нас. Таа е лек за светот. Кога сме радосни, ни им даваме дозвола на сите околу нас да го направат истото. Еден радосен човек во една куќа може да ја промени целата атмосфера. Еден радосен колега може да го направи работниот ден поопуштен за сите. Затоа, денес да не чекаме си да биде совршено за да се насмевнеме. Ако нашиот календар е полн со работа и празен од радост, уште една недела прегорени, преморени, прашувајќи се зошто не можеме да почувствуваме ништо. Моделот, образецот е едноставен. Работата се зголемува, а забавата и радоста ги добиваат остатоците. Некогаш не остануваат ни трошки од време и енергија. Очекувањето е половина од наградата. Невронауката е доследна и укажува токму на ова. Нашиот мозок почнува да ни го дава допаминскиот потпис на радост во моментот кога нешто е на календарот за кое треба да се радуваме.
Ако ништо не е резервирано, ништо не се активира. Затоа толку многу полни животи се уште се чувствуваат празни. Да ја резервираме посакуваната вечера, патувањето, концертот, саботата без агенда, да резервираме предсостаноците да добијат шанса да го искористат тој термин, да ја третираме радоста како вистински рок, да ја планираме нашата забава како што планираме нашата работа. Календарот се полни со обете, а годината на крајот се чувствува како она што всушност сме ја живееле. Денес да ставиме на нашиот календар нешто што ќе ни израдува, да го направиме реално, да ја избереме златната кутија од претходната приказна, да ги чуваме добрите спомени, да бидеме езеро, а не чаша, да ги прифатиме предизвиците без да дозволиме да не затојат, да бидеме птицата во карпата, да го најдеме својот мир дури кога околу нас има бура. Драги мои, ви благодарам што го споделивте ова време со мене. Нека вашето срце биде широко, а вашата радост непоколеблива. До следното слушање, бидете среќни и благословени. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ во соработка и под покровителство на Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер